Какви мерки презимате? Погодена беше општината, не беше изоставено од синоќешното невреме. Како помина општина Аеродром? Па општина Аеродром, за разлика од Гази Баба, може да се каже дека помина подобро, меѓутоа и во нашата општина има одредена материјална штета. Поплавени се домовите, неколку домови во руралниот дел. Веќе формиравме и тимови за утврдување на проценката на штетата. Очекувам уште од денеска да излезат на лице место да ја утврдат штетата колкава е и после тоа да ги информираме владата и градот Скопје за штетите кои што се во општина Аеродром. Истовремено ги отворивме сите основни училишта денеска од 16 часот за донирање за хуманитарна помош на сите оние кои што се настрадани во невремето, која што беше вчера, така што од 16 до 22 часот сите училишта се отворени. Апел еден до сите граѓани, сите оние хумани граѓани да учествуваат во оваа хуманитарна помош која што ја организира општина Аеродром, а која што ќе се одвива во рамките на сите училишта во општината, денеска од 16 часот до 22 часот, а од утре секој ден од 8 наутро па се до 22 часот на вечер. Како што сме информирани од страна на најпогодените подрачња, посебно од општина Гази Баба, најмногу што е потребно во овој период, тоа е храна и флаширана вода за оние луѓе кои што се кои што се во подрачјата, каде што се настрадани, кои што се нивните домови се уништени, така што веќе уште денеска општина Аеродром свика и водрена седница на Советот од 17 часот. Општина Аеродром ќе донира средства финансиски на општина Гази Баба, се со цел да колку толку помогнеме во санирање на штетата која што ја снајде општина Гази Баба и генерално градот Скопје. Денеска сите екипи на општина Аеродром се пратени на терен, моментално се работи на собираме вреќи со песок кои што ќе бидат во текот на денот поставени во покрај Усијанскиот канал. Целта е да не се дозволи Усијанскиот канал да се прелие, инаку од тие причини неколку куќи се поплавени во нашата општина во претходниот ден. Инаку тоа што сакам да кажам е дека има едно слечилиште на 3-та македонска бригада во нашата општина. Денеска имавме координација со сите фирми кои што работат во тој дел на општината, со фирмата која што ја има направено јамата за почеток на градба за зграда. Таму е пукната водоводната мрежа, веќе известени се екипите на водовод да ја санираат водоводната мрежа за граѓаните да добијат вода повторно во своите домови, и фирмата превзема дополнителни мерки за обезбедување на таа јама за да не се случи некоја дополнителна несреќа во времето кое што следи, ако имаме, не дај Боже, исто такво невреме. Така што општина Аеродром превзема повеќе мерки во текот на денешниот ден. Јас очекувам да не се повтори тоа невреме, сите да се надеваме дека нема да се повтори тоа невреме, меѓутоа ние мораме да бидеме подготвени и со сите сили сме моментално на терен. Очекувам да одговориме на предизвиците што следат. Токму така подготвени ги мобилизирате сите граѓани, жители на општината Аеродром кои што покажале дека се собираат и се сплотени се со цел кога треба да се помогне. Градоначелник, веќе ова ви е втор мандат, што се вели секој ќоше од општината си го познавате. Може ли нека груба проценка да направиме колкава е штетата во општината Аеродром? Па не би сакал да предвидам колкава е штетата. Сепак надлежните служби ќе излезат на терен, ќе ја констатираме во текот на наредните 2-3 дена, ќе знаеме точно колкава е штетата во општина Аеродром. Можам да кажам само начелно дека штетата не е голема и дека најпогодена општина во цело ова невреме кое што беше минатиот ден во градот Скопје е општина Гази Баба, и сите оние училишта кои што ги отвараме и апел до граѓаните за да бидат хумани, да учествуваат во нашата хуманитарна помош, да донираат, целта е да помогнеме најмногу на општина Гази Баба и на сите оние подрачја кои што сте најпогодени од невремето.